Почитуван председавач, колеги пратеници, јавност и студенти. По дефиниција стои дека социјалдемократите веруваат дека владите треба многу да инвестираат во образованието и да го користат образованието како средство за подобрување на еднаквите можности, што пак е најдобар начин да се осигура дека образованието исто така придонесува за економскиот раст. Ова стои како дефиниција. Сега идеолошка матрица, тоа е збир на верување или систем на вредности карактеристични за една група. Во овој момент имаме, односно власта има и парламентарното мнозинство, нарушен општествен договор од причини кои што ќе ги наведам тука, па треба да размислите за редефинирање на идеолошката матрица со која што се представувате согласно вашето делување. Доколку ја погледнеме програмата на Социјалдемократскиот сојуз при доаѓање на власт, она што се зборува во истата за студентскиот стандард и за животот на студентите и развојот на високото образование, ќе видиме дека и нема да ги читам тука точка по точка, сметам дека одредени колеги ги помина плановите на СДСМ, оние кои што беа во програмскиот дел, не исполнивте ама ништо од истова. Во еден наврат со една естимација на вашиот успех да се поклопите со програмата предложена во вашата изборна кампања за основно образование, се препоклопивте со 0,2% по мојата евалуација. Меѓутоа, ева да кажеме дека не сте можеле да издействувате програмата, па да го разгледаме буџетот од 2017 понатаму со ребаланси, завршни сметки и повторно нови буџети. Колеги пратеници, буџетите не личат на ништо, особено за образование. Од кратење, одете на кратење и на повеќе кратење, што значи дека немате воопшто во план да ги спроведете плановите, програмските планови на Социјалдемократскиот сојуз. И како што кажа одредени колеги претходно, да, вие ќе действувате во одредена социјалдемократска насока само под јавен општествен притисок, а не без тоа. Јас се сеќавам на еден период кога се редеа чевли пред владата и на плоштадот. Па да ви кажам дека во овој момент имаме пресметка за 40.000 студенти, за прехрана на 40.000 студенти во инфлацијски и секакви кризи во оваа држава, додека во учебната 2017-2018, значи пред 4 години, генерацијата пред оваа година, биле 56.941. Во претходните 4 години падот на студенти, на бројот на студенти во оваа држава бил само 2.500, а сега имаме неверојатни 16.900 студенти. Неверојатно. И сега тука се расправаме кој бил крив, кој бил прав, кое е законско решение, кога било донесено. Знаете, во непарламентарна демократија мнозинството припаѓа на вас, на мнозинството. И која е одлука да сте сакале да ја донесете како мнозинство ќе сте ја донеле. И за буџет тоа се случува. Да ве потсетам дека она за кое што се зборува сега е студентите да земаат 160 денари студентски оброк наспроти 120 денари. Значи ВМРО ДПМН не доставува амандман за 160 денари и тука се обедуваме 4 часа да не добиваат никако 160 денари. 120 денари е 1,95 евра. Пресметката за 6 месеци период, односно до април месец, кога нели ќе имаме повторно некакво ребалансирање на студентските оброци, е 7200 денари или 117 евра. Навистина не е ниту 9, ниту 10 милиони евра премногу пари за една година студентски оброци, земајќи во предвид дека ова собрание во овој пратенички состав видел разговори до 5 часот наутро, до 6 часот наутро за озаконување на незаконскиот трансфер на Мак Петрол од многу повеќе од 10 милиони. Не за студентите и иднината на Македонија. Да не заборуваме дека ова собрание гласаше заеми од 90 милиони за кои што до ден денеска не знаеме каде се. За здравство и труд и социјала во ковид криза. Да не забораваме дека ова собрание се обиде да изгласа заем од 100 милиони за згаснување на рек Битола и Тец Осломеј и условување на државата која е енергетски зависна, па паралелно со зависноста во прехранбената индустрија, ќе имавме навистина зависна држава и никогаш повеќе независна. Да не забораваме дека овдека буџети се гласали и поминувале со 82% недоверба од ревизијата која што ни била доставена за тендерски постапки во 4 очи, за кои што и до ден денеска нели никој не расправа. Да не забораваме дека овдека со европски знаменца доаѓаа закони за казина со годишен профит од околу 100 милиони, како и закони со знаменца за дистрибуција, легализирање на дистрибуцијата на незаконска марихуана и други дроги во оваа држава.
И дека има криминал во финансиите во оваа држава, и тоа тежок криминал кој што поминува низ собранието со единствена цел да има колективен имунитет, ненародната одлука на извршната власт. Го гледаме и преку изборот на уставните суди, и уставните суди, ако се избрани на начин на кој што ги бирате, нема да може да кажат дека има криминал во законите и дека се неуставни. Конечно би сакала да прашам сите од мнозинството, да ги прашам, колку ли вреди еден македонски студент? Или треба да калкулираме дека влегуваме со инвестицијата во него во минус, бидејќи вака и онака, на ваков начин како што вие водите држава, сигурно ќе ја напуштат државата. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. За реплика е пријавена